Со колегата Бастри Байрами доаѓаме од опозицијскиот блок во овој пратенички состав и се сетив дека покрај таа сличност имаме уште една, а таа е во имињата на нашите партии. Имено колегата Бастри Байрами доаѓа од партијата БЕСА, јас колку што знам зборот БЕСА е свет збор за албанците, а јас пак доаѓам од ВМРО ДПМН и колку што знам ВМРО е свет збор барем за македонците кои што се гордеат со ликовите и делата на Гоце, на Јане, на Даме и на Питу. Некој овде почна веќе да лелека. Ќе се согласите, колега Байрами, дека БЕСА-та одамна ја нема во албанскиот владеачки политички блок, а дека пак ВМРО е ноќна мора, како што еве можеме да просведочиме за македонскиот владеачки блок. Сакам исто со вас да споделам едно мое животно искуство, а тоа е кога пред поизвестно време, кога од приватен сектор се префорли во државен, имав една искусна колешка албанка, која што ме посоветува во поглед на односот со сите мои колеги, па ми кажа: Дафина, биди со секого добра, со никого блиска. Мислам дека ова правило треба да се применува и тука во собранието. Зошто ова го кажувам? Затоа што вие бевте дел од владеачкото мнозинство од после изборите 2020, а ние од 2008 до 2016 бевме во коалиција со ДУИ, но мислам дека после изборите кои што следуваат, никој не знаеме со кого и на кој начин ќе коалицираме, па затоа е добро да задржиме еден коректен однос меѓусебен, но никако да преминеме во некоја преголема блискост, како што тоа во моментов, годиниве наназад, се случува помеѓу ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз. И нивната блискост, која што тие живеат во сон дека е нераскинлива, во суштина се должи на нивниот стремеж за извршување и поддршка на криминал, на корупција, на тендери и на организирање на хаос во оваа држава. Во последно време припремаат и инсталираат нивни луѓе по судовите, по обвинителствата, сметајќи дека еден ден некој ќе застане позади нив, а кога нема да бидат власт. И сосема за крај, бидејќи вие самиот направивте една компарација со оваа влада, нарекувајќи ја бурек влада, да, тие во моментов можеби се на нивото јадење бурек со месо, но откако ќе изгубат на следните парламентарни избори, ќе се префрлат или на бурек со компир, или на сува кришка леп, а тоа е онаа која што сега ја делат луѓето кои што гнијат по затворите заради нивниот политички реваншизам. Се надевам дека до тогаш ќе ја задржат нивната блискост, па барем ќе си го споделат тоа суво парче на леп кое што им го приложија на сите во Република Македонија, како албанци, така македонци, така и уставобранители. Благодарам.